Лебот нема да поскапи, жетвата и приносите се стабилни, па граѓаните нема да почувствуваат нови ценовни шокови, вели новиот претседател на стопанските комори на Македонија. Посочи дека и покрај војната во Украина нема опасност за зголемување ниту на цената на пшеницата, ниту на суровото сончогледово масло. Во моментов стабилни се цените, оваа година чинам добра жетва имаше и стабилна е цената на пшеницата и мислам дека и целата година ќе биде горе-доле стабилна. Првиот човек на Сојузот на стопански комори, Горан Ѓоргиевски, додава дека владата треба да ги стимулира домашните производи со цел подобар стандард на граѓаните и посилна поддршка на домашните компании. Сојузот неодамна доби ново раководство, а заложбите на претседател Ѓоргиевски се насочени кон малите и средни претпријатија кои учествуваат со дури 97% во економијата. Нивните приоритети се јасни: поголема продуктивност, поконкурентни компании и полесен пристап до финансии. Затоа, велат, потребни се инвестиции во нови технологии, автоматизација и обновливи извори на енергија, што ќе донесе финансиски бенефит за фирмите и зголемување на извозот. Ѓоргиевски предлага и грант шеми за мали компании, за полесно да доаѓаат до средства за развој. За да вие имате раст на продуктивноста, тука се врзува темата на современо техничко-технолошки средства, се врзува на темата на инвестиции во автоматизација на процесите. Кај нас, иако имаме раст на вработувањата, во ист момент имаме опаѓање, односно минимално дигање на продуктивноста како процес кој што е од особено значење. Ѓоргиевски предупредува дека растот на платите мора да оди рака под рака со растот на продуктивноста. Според него, минималната плата треба да има одржлив баланс, бидејќи секое покачување повлекува зголемување и на сите останати плати, што малите компании тешко го издржуваат. Во однос на цените, тој е дециден, бизнисот не е за замрзнување на маржи, туку за пазарно формирање. Меѓу идните приоритети Ѓоргиевски ги посочи дигитализација, поддршка на иновации, пристап до ефтини кредити и грантови, како и поголема едукација на кадрите за младите да останат во државата. Новото раководство најавува и формирање на комора за енергетика и рударство и посебна канцеларија за што поголема реализација на проекти. Ѓоргиевски уверува дека одсега Сојузот ќе биде на страната на компаниите и секогаш за интересот на бизнисот.